Целосно ќе се реконструира железничката линија од Скопје до Кичево. Владата донесе одлука пругата да добие нов лик. Со грант од Европската унија од 5,3 милиони евра ќе се изработува физибилити студија и подготвителна документација, како и нацрт текст за апликација за грант за инвестирање. Европската банка за обнова и развој треба да избере фирма консултант за изработка, а по истекот на 18 месеци за изработка на физибилити студијата ќе стартува изградбата. Проценките се дека пругата ќе се гради околу 2,5 години, а ќе чини повеќе од 4 милиони евра по километар или вкупно над 300 милиони евра. Изградбата би требало да се одвива без поголеми застои, бидејќи таа ќе се обновува на сегашната траса, па ќе нема трошоци за експроприација на земјиштето. Мора да се изработи највисока еколошка студија, особено што дел од ова подрачје секако е и заштитено, и врз основа на тие податоци кои што ќе ги добиеме од еколошката студија, од физибилити студијата и од идејното решение, ние ќе знаеме колку средства ќе чини. Сите можности ќе ги користиме, број еден услов ќе биде да средствата бидат ефтини, исто како што правиме и со коридорот 10. Николовски информира дека државата на арбитража го добила случајот со рудникот Казандол, со што се заштедиле потенцијално 115 милиони евра, пари кои неколку инвеститори ги барале како оштета. Тој вели дека постоело барање за спогодба до 45 милиони евра, но таа била одбиена бидејќи владата сметала со право дека аргументите се на страна на Македонија. Николовски смета дека државата ќе добие уште најмалку 2 случаи на арбитража. Би сакал да изразам сомнеш, затоа што немам повеќе од само сомнеш во моментов, дали овие арбитражни спорови против Македонија во време на претходната влада биле отварани само затоа што така мислеле инвеститорите, или имало некаков договор со одредени членови на влада, и како тоа наеднаш успеваме ние да ги добиваме, а претходно беше убедувана јавноста дека истите ќе бидат изгубени, па се прават спогодби и така натака. Ке се проверува и целокупното работење на 5 аероклубови оператори на спортски аеродроми низ земјава. Владата усвоила заклучок за испитување на работата на спортските аеродроми Стенковец во близина на Скопје, како и оние во Битола, Куманово, Штип и Прилеп. Откако излегоа информации дека угостителски објект во Стенковец по првичната легализација на дивоградбата добил дозвола за реконструкција и проширување и на големо се рекламира како објект за одржување на свадби и веселби на енормно поголема квадратура спротивно на закупената, кај надлежните се вклучи алармот дека можеби нешто не е како што треба и спротивно на прописите. Во следните 2 недели повеќе државни институции ќе го испитуваат правниот статус на операторите и нивната трансформација, како би се задржала основната дејност без закани за безбедноста на спортските аеродроми.